и лично и професионално, конкретно со случувањата со руската агресија врз Украина, тоа беше испреплетено, така да имаше моменти каде што беше тешко професионалното да се издвои од човечкото, бидејќи тоа беше еден таков настан што не остави равнодушен никого во светот, во демократскиот, слободарски свет, така да верувам дека и кај истите луѓе и кај нас кои ги делат тие вредности. Значи, годината фактички конкретно за мене во оваа насока не започна на 1 јануари, туку како да започна на 24 февруари со нападот на Русија врз Украина. Тоа беше, иако и претходно имаше и најави, и насоки дека ќе се случи такво нешто, сепак човечки да се надеваш дека такво нешто нема да дојде до такво нешто, особено во 21. век, меѓутоа се случи тоа што се случи и тоа беше еден таков шок, иако очекувано, сепак беше шок, значи напад врз соседна суверена земја. И како што започна нападот, така и во текот на скоро цела година, веќе 10 месеци помина, влегуваме во 11-тиот месец од таа руска агресија, ја одбележува се уште до последно, ја одбележува 2022 година, значи со напад, со масакри, со убивања, со гранатирања, оставија милиони луѓе во Украина без грејење во текот на зимата, што е според мене еден монструозен чин. За време на најголемите празници сега христијански, што нели главните актери се всушност и христијани, без разлика дали православни или католички верници, во текот на најголемите празници, кога луѓето треба да слават, да бидат со своите семејства, најголемите напади всушност се случуваат за време на овие празници. Но еве, како да кажам, единствено нешто што во овие тмурни времења е тоа што, како една светла точка во конкретнава ситуација, тоа што и покрај сите тие напади, покрај сите тие злосторства што се случуваат таму, не успеава да го скршат духот на украинците и тие истрајуваат, значи ја бранат својата земја, а меѓутоа не само својата земја, тие тука го бранат и целиот демократски свет, ја бранат демократијата, слободата. Да се надоврзам на тоа. Да. Медиумски гледано, и како медиумски работник, но и лично, и професионално и лично, како ти изгледаше покриеноста на станите нели во Украина, во Македонија, но и низ светот. И друго, солидарноста на целокупниот народ во Македонија со украинците и светската солидарност, на кое ниво беше? Можам да кажам конкретно во двата случаја, мислам дека ние и како држави, како општество, и како луѓе, и како медиуми заостануваме зад светските случувања и поддршката што се дава за Украина. Така да на почеток на војната многу, како да речам, слабо, еден дел само сензационалистички го покриваше случувања, војната, агресијата ја покрива, зборам за медиумите во Македонија, дека ги покрива повеќе од руска гледна точка. Се пренесува, значи, информации дојдени од руските
скоро сите Пропагандни центри, да, скоро сите се провладени пропагандни центри и најчесто доаѓа и преку српските пропагандни центри, така да можам да кажам дека Цивил беше еден од првите, можеби и прв кој на Цивил први ја осуди. ја осуди, меѓутоа и еден од првите, и ако не и прв кој случувањата во Украина ги споделуваше, ги следеше преку украински и западни медиуми кои даваа малце поразлична слика од тоа што тука на почетокот, барем на почетокот на војната, меѓутоа и потоа се продолжи, се споделува информации од повторно ќе кажам од руската пропагандна машинерија. Дали се уште трае тоа или Да, се уште трае, да, тоа е и толку навлезено дури за жал и меѓу луѓето, поготоа особено може да се забележи на социјалните мрежи, каде што еве на пример ние како известуваме за војната, сме целна напади од, не знам да ги наречам русофили или ботови или како и мешано. Дали се само многу гласни па изгледа дека се многу или как? Па мислам дека пред се организирани. Гласноста им доаѓа од тоа што се организирани од некој центар. Гласноста доаѓа од премногу викање, а малку луѓе се. Сега дали можеме некаква разлика да направиме? Дали се многу што ги поддржуваат? Не се многу, ги има, да не речем едни исти луѓе се појавуваат на повеќе медиуми за да шират. Да ги шират, ние ги следиме. Тие се неколку кои се дежурни во одбрана на некоја нивна, не знам, не ми јасно зашто имате потребата да... Може би се платени. Па да, најверојатно. И платени или платени на овој или оној начин, секако нешто имаат некаква корист. Исто и за солидарноста, мислам дека ние како држава се вклучивме, имаше неколку донаторски акции, примивме колку што дојда бегалци од таму, им излеговме во пресред и дониравме опрема и оружје од Министерството за одбрана, или владата застана и како членки на НАТО, нели, застанавме зад Украина, секако го осудивме руските напади, меѓутоа мислам дека како луѓе потврдивме. Тука требаше малце повеќе да покажеме солидарност и човечност. Во која смисла? За поддршка на Украина, на пример, конкретно во демонстрациите или протестите што ги организираше украинската заедница во Македонија, гледавме дека слични такви се организира на секаде во светот и секаде беа полни со луѓе, има огромна поддршка. Кај нас одзивот беше слаб. Истите луѓе, не. Исто така од судот од народот кон агресијата се уште кон Русија како агресор. И до сега беше недоволна и сега се уште има луѓе што на тоа не гледаат како на проблем кој е светски проблем, не засега и нас, да не зборам од аспект на целата криза и енергетска и економска и што настана баш токму поради руската агресија врз Украина. Но не признаваат дека е Не, тоа не се признава, значи добро, тоа Фала, драги, за што се перспективите за 2023 многу ми наликуваат на Скопје овие денови. Завиено во магла, тумурно, неизвестно. Светло некаде? Пева како денеска, така. Да, ќе излезе по некој зрак на светлина. Што се надеваш? Што посакуваш? Што се надеваш?
Ајде да речеме за Украина Да. ја почнавме, меѓутоа можеш и слободно Да, и за нашето општество. потсеќава на што посакуваш како на изборите на Миско ќе ги прашаат. Да, Што посакувате и сите имаат мир во светот. мир во Е, светот. па мир во светот, право ама- се, да. Да, мир во светот, ама каков мир е исто прашањето. Значи, Мир со какви компромиси. да, со какви компромиси, секако пред се мир во светот. И таму кај што и да запре страдањето на тие што страдат моментално, мислам не само во Украина, во целиот свет има конфликтни зони каде што страдаат луѓе, каде што се кршат човековите права. Значи тоа би посекал малце повеќе хуманост, кој би довеле до мир во светот, равноправност, еднаквост.